Буџетот за 2024 година, значи согласно законските прописи, зборувам значи најпрвин за основниот буџет, се состои од максимумот кој што е дозволен од страна на Министерство за финансии, а максималниот износ кој што може да биде планиран за 2024 година, кој што представува просек од реализација на приходи кои што ги имала општината во претходните 3 години, е 594 милиони денари. Овој износ, како од претходните 3 години, реализација, согласно законските прописи, за оваа година е дозволено да се покачи значи за 15%, и на него се додава дотацијата од ДДВ, која што е дадена од страна на Министерството за финансии, и согласно Законот за финансирање на ЕЛС, сите општини кои што ги имаат останато средства, а не реализирано во тековната година, можат да ги пренесат како пренесен вишок на приходи во наредната година, и општина Куманово тоа го прави и за 2024 година пренесува дел од своето салдо, бидејќи вкупното салдо ќе го имаме на 31.12, бидејќи фискалната година се уште не е завршена. И како предлог, значи, даваме и пренесуваме 444 милиони денари, така да вкупниот основен буџет на општина Куманово е во износ од 1 милијарда 178 милиони 731 илјада денари. Овој буџет, значи, е поголем во однос на минатиот буџет, во однос за 2023 година првичен буџет за 253 милиони денари, а во однос на ребалансираниот и краен буџет со кој што општина Куманово ќе ја заврши 2023 година е поголем за 175 милиони денари. Освен основниот буџет, значи, следуваат и колоните на сопствени приходи, кои што се приходи на општинските буџетски корисници, приходите од дотации, кои што се стрикно утврдени и се дадени од страна на Министерството за финансии, врз основа на предлози на посебни министерства за секој општински буџетски корисник, како и буџет на донации, во кои што влегуваат дел на проекти на основни, на средни училишта, како и дел од проекти кои што треба да се довршат, а се проекти на општина Куманово и се однесуваат на прекуграничната соработка. Така да вкупниот буџет на приходната страна, значи, тежи 2 милијарди 169 милиони денари. Значи, во ист износ се и расходите, односно буџетот согласно законот мора да балансира на приходна и расходна страна. Меѓутоа, ако погледнете во фискалната табела, можеме да констатираме дека и оваа година има дефицитарно финансирање. Тоа е токму поради оној пренесен вишок на приходи кој што го реков. Меѓутоа, сега за прв пат од овој пренесен вишок на приходи се одземаат одливи. Одливот значи отплата на главница за кредит, кој што го има општина Куманово, и сега во 2024 достасуваат првите 2 главници. До сега, значи, согласно планот ја плаќавме само каматата. Сега започнуваат, значи, 2 главници кои што достасуваат во март и во септември, и тоа е во износ од 6 милиони денари, така да вкупниот дефицит кој што е предложен во оваа фискална табела е 438 милиони денари.